Мојот денешен гостин е исклучително музички надарено дете. Верувајте ми, нема да претерам ако кажам дека станува збор за мал виолински виртуоз. Има само 13 години, а во неговото CV се нижат многу настапи на концерти дома и во странство, како и безброј освоени музички награди за неговиот посебен талент. Добре дојде во Печат за Даниел Мојсовски. Добар ден, ви благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи. Даниел е досега мојот најмлад гледач или гостин во емисијата. Тој е осмоделенец, ученик во 5-та година во музичкото училиште Методи Пачев. За него слушнав прв пат за еден негов настап пред 2 години, кога тој имаше само 11 години, а гостуваше во Лесковац со солистички концерт во придружба на градскиот камерен оркестар Аморосо. Пред да почнеме со разговорот со Даниел, би сакала, со дозвола секако и на Даниел, гледачите да слушнат една твоја музичка нумера од твојот настап во октомври минатата година, кој се одржа во Света Софија на вториот светски инвестициски самит. Почитувани, уживајте во музицирањето на Даниел. Даниел, слушнавме дел од твој настап, како што каже во Света Софија, што слушаа гледачите или што отсвири тогаш ти? Ова беше композицијата Малка токата од бугарскиот композитор Христосков. Очигледно дека си навистина талентиран за виолината. Благодарам. Имаш ли некој музички сон? Зашто сонува Даниел? Јас имам сон кога ќе пораснам да сум голем музичар, да свирам пред огромен број на публика, на огромни сали и на огромни места. Тоа е мојот сон. Сонувам да сум огромен музичар како што се музичарите на Охридско лето, како што се музичарите Ицак Перлман, Максим Венгеров и таквите големи музички звезди. Имаш ли трема пред настапот, Даниел? Пред настап секогаш имам трема, но гледам таа трема да биде позитивна и во мали мери, бидејќи да не тргне на лошо, но трема секогаш мора да има помалку. Колку време вежбаш? Кој ти помага во изборот на композициите? Кој го следи твојот развој на музички план? Кај кој професор си во основното училиште Методи Пачев? Веќе 5-та година сум кај професорка Елица Џуклеска, која ми помага при изборот на композиции. Да ја поздравиме. Да ја поздравиме. Така, поздрав до наставничката Елица Џуклеска.
Кај незе сум веќе 5-та година, заедно поминуваме низ надпревари, низ многу концерти, за да се спреми еден надпревар или една општо композиција, потребно е многу да се вежба, најмалку 2 до 3 сати дневно. Тоа е голем напор, но за да постигнеме мора да се трудиме. За да има успех, има успех. така, да. Ти се случува ли некогаш да прескокнеш некој ден да вежбаш? Не. Да речеш денес ќе си дам одмор, нема да вежбам. Не, тоа не сме да се случи, не сме да се прескокнува вежбањето, ако сакаме да навистина да спремиме одлично. Секогаш може да се исвири подобро, но мора секој ден да се вежба, не сме да се прескокнува. И помалку да се вежба, мора во денот да се свири барем 1 сат, но секако повеќе. Колку е твојот, рече 2-3 часа, 2-3 ама часа. дали може би повеќе вежбаш во Да. текот на денот, за да се постигне За да се ваков успех, значи треба уште повеќе труд, посебно најмногу вложувам труд кога има надпревари, тогаш вежбам над 2 и 3 сати, тогаш сум целосно посветен на виолината, секојдневно вежбам многу повеќе. во осмоделение си, значи како ги усогласуваш обврските во основното училиште и во музичкото училиште? Предпоставувам дека си одличен ученик. Да, одличен ученик сум, но за секое дете на прво место училиштето, но за мене на прво место е виолината, но секако го организирам времето да имам време и за учење и за свирење. И сум благодарна на моите наставници на училиште кои имаат толеранција бидејќи сум почесто отсутен со виолината, кои навистина се толерантни кон мене. Покрај виолината, кој предмет ти вака го обожуваш или ти лежи во училиште? Па ми лежат јазиците, почесто најмногу македонскиот и англискиот јазик ги сакам и нормално музичко во училиштето. Па тоа се моите омилени предмети. Имаш ли друго хоби, нешто што друго покрај виолината те релаксира? Сакаш можеби други работи покрај музиката? Имаш ли време? Сепак секогаш ми е музиката, ако не е свирењето, тогаш е пеењето, обожавам и да пеам, слушам многу музика, тоа се моите хоби. Која музика ја слуша Даниел Мојсовски? Класичната или... Класичната, претежно класичната музика. Таа е она музика која ме релаксира, која се поврзувам емотивно, ја чувствувам. Таа е музиката која ја сакам и која ќе продолжам да ја следам. Класичната музика. Ја избра виолината како инструмент, можеби посакуваше некој друг инструмент или од старт тоа беше твојот избор? Па се двоумев помеѓу гитарата и виолината, но во подготвителната година на солфеж, мојот наставник Перо Буловски ме насочи повеќе кон виолината, но и јас имав повеќе желба кон виолината, па донесов одлична одлука. И значи правилен избор направи, да. Дали покрај професорите, наставниците во основното училиште, има и некој друг кој што ти помага за да се надградуваш, за да ги усовршуваш тајните на виолината? За да се надградувам се повеќе, најмногу за тоа е заслужна мојата наставничка Елица Ѓуклеска, но многу ми помага и моето семејство кое секогаш е моја поддршка и кои секогаш ме подират пред сите настани и надпревари. Имаш ли омилен композитор, ево, од класичната музика? Да, имам. Од класичната музика најомилен композитор ми е Идзак Перлман, но имам и многу други омилени, но тој ми е најомилен. Исто така ги сакам Максим Венгеров, Ванеса Меј, Дейвид Гарет и многу други. Ми откри дека го обожаваш и Вивалди? Да. Вивалди е мојот најомилен композитор, од кој свирам дело во моментов, го свирам Летото од Вивалди. Кажа дека твоите те поддржуваат во... Да. При настапите, така? Тоа семејство ми е најголемата поддршка.
Има ли таленти музички во твоето семејство? Во моето Од кого го семејство, наследи талентот за свирење? Талентот го наследив од мојата сестра и од мојот татко. Мојата сестра свиреше на пијано, па слушајќи ја незе, јас добив инспирација за свирење, па решив да се запишам во музичкото училиште. Јас кажав во најавата дека имаш бројни гостувања во и дома, тука во Охрид, Да. но и во Надвор. странство, така и надвор. Тојот прв настап ми се чини беше во Лесковац на само 11 години. Да. Како дојде ево до соработката да свириш со искусни музичари, како што е камерниот оркестар градскиот камерен оркестар од Лесковац? Искуството беше незаборавно. Јас отидов во Лесковац и почнав да свирам со камерниот оркестар Аморосо. Да се свири со оркестар на само 11 годишна возраст, тоа е навистина многу голем успех и треба многу голем труд за да се постигне тоа. Искуството беше незаборавно, никогаш нема тоа да го заборавам. Тоа беше навистина прекрасно да се свири со оркестар. Што свиреше Даниел тогаш? Свирев концерт Вивалди Првстав. Колку време траеше концертот? Концертот имаше 2 става, мислам, и траеше отприлика 6 минути. Добро, значи тоа е огромно искуство. Како те доживеа музичарите, публиката во Лесковац? Да, многу се поврзавме со оркестарот, навистина беше како да имаме вежбано многу долго време, а тоа беше само еден ден. На публиката исто така многу им се допадна, а кога им се допадна на публиката, тоа мене уште повеќе ми се допадна. На чија покана гостуваше во Лесковац? Како дојде до таа соработка? Минатата година хорот и оркестарот од Лесковац беа дојдени во основното музичко училиште каде имаја концерт. Па преку нив другата година мене ме поканаја да свирам со оркестарот Аморосо и само јас бев избрана од Македонија да свирам со оркестар. А кој те избра? Ме избра оркестарот. Оркестарот, така? Имавте настап пред оркестарот, повеќе А, ученици од Македонија? Не, оркестарот ме избра во музичкото училиште кога свиревме на концертот, па тогаш слушна и ме покани. Потоа следуваше Рим. Да. Така, Рим на познатиот фестивал Темпието во театрот Ди Марчело. Како дојде до ова гостување? До ова гостување дојдов преку наставничката Емилија Маринова, која е солист на пијано, исто така и предава и во музичкото училиште. Таа ме покана и како нејзин специјален гостин го отворив концертот во театрот Ди Марчело во Италија и тоа беше навистина незаборавно искуство. Италијанската публика тоа многу добро го прифати, многу им се допадна. Имаше силен аплауз? Да. Аплаузот беше многу силен и делата многу им се допаднаја. Што избра да свириш? Избрав да свирам концерт Кабалевски, како и мелодија Чајковски. Овдека, Даниел, ќе замолам режија да пуштиме уште еден дел од твојот настап во Рим, за да слушна дека навистина Даниел Мојсовски имал успешен настап и ја представувал својата земја и својот град надвор од нашата земја.
oggi e a Daniel questo attestato di presenza al Teatro di Marcella. Grazie ancora, grazie Daniel, grazie Nina, grazie Elisa. Даниел, ево имавме можност да проследиме дел од концертот од твојот настап во Рим. Со кого патува во Рим? Во Рим отпатував со мојата наставничка Елица Джуклеска, со директорката на музичкото училиште Нина Момировска, како и со мојата мајка. Дали некој совет посебно ти даваат професорките пред вака значајни настапи? Што е она што те советуваат, на што да внимаваш? Како да се сконцентрираш? Да. Професорите пред вакви големи концерти најчесто ме советуваат да се сконцентрирам на нотите, да не мислам на ништо друго и дека ако сум сконцентриран се добро ќе излезе. Тоа се најчестите совети. Добро, Даниел, овде малку ќе направиме пауза, ќе се одмориме со реклами, па ќе продолжиме со надпреварите и твоите подготовки по рекламите. Даниел, имаш забележителни успеси и на меѓународните надпревари и на надпреварите во земјава. Значи, во твојот ранг, во рангот на виолината. Кои се ево од твоите позначајни вака некои успеси да ни наброиш? Имам освоено доста награди на републичко ниво, како и на меѓународно ниво. На меѓународен надпревар бев во втора година на виолина, на 10 години, каде го освоив првото место во Србија. Тоа беше во Аранџеловац. Исто така имам и доста значајни награди на републичко ниво, кои што се одржуваат во Скопје, како и надпреварот кој се одржа ова година на 23 ноември, кој беше во Охрид, во општината, на кој исто така ја зедов првата награда, каде што награда беше пак свирење во Рим, во Италија. Значи пак ќе патуваше во Рим. Да. Се радуваш ли на наградите? Какво значење ти има? Те мотивираат ли повеќе да вежбаш, да ги совладуваш тајните на виолината? Да. Надпреварите се тие кои што ме мотивираат уште повеќе да дадам од себе, за наредниот пат уште подобро да испирам и навистина тие се многу добри, каде што може да слушнеме како се надградуваат и другите деца, да видиме какви сме во споредба со нив. Надпреварите навистина се многу значајни. Како ги избираш композициите за надпреварите? Дали тие ви се зададени од комисија? Дали вие со нешто се представувате самостојно? Композициите не се избрани, односно задолжителни дадени од комисијата. Најчесто композициите ги бираме со мојата наставничка, заедно се трудиме да ги спремиме многу добро. Сугерираш ли некогаш што сакаш да свириш? И го прифаќа ли тоа професорката Джуклеска? Професорката тоа го прифаќа кога е навистина во моите можности, кога можам јас тоа да го испирам, тогаш таа веднаш ќе прифати. И тогаш јас сум уште посреќен што ќе свирам дело кое навистина го сакам. Како ги совладуваш предизвиците за некоја композиција, со колкав труд, со колкав напор тоа го правиш, колку си после тоа задоволен? Секогаш, секоја година кога ќе свирам едно дело ми е најомилено, но кога доаѓа другата година, другото дело ми е уште поомилено и потешко.
Па за да се спрема треба многу голем труд, навистина многу голем труд. Треба по многу часови да се вежба, за да навистина се спрема така како што треба. Предизвиците ги совладувам со повеќе труд, со повеќе вежбање. За задоволството да е поголема. Да. Даниел, овде повторно ќе замолам режија да ни овозможи уште еден, да проследиме уште еден твој настап од едно такво меѓународно надпреварување. Даниел, ова беше твоето гостување или учество во надпревар, така, во Средното музичко училиште во Скопје, Илија Николовски Вуј. Освои исто прва награда, така. Што свиреше, Даниел? Таму свирев концерт Кабалевски, а ова сега што го слушнавме беше мелодија од Чајковски. Си свирел, како што кажав, и во Света Софија, значи свиреше на лани во октомври, така? Во октомври. Така. Каква беше реакцијата на Охриѓани? Те следеа покрај гостите на тој
светски инвестицијски самит и домашна публика имаше, така? Да. Дали ти приоѓаја, која беше реакцијата на публиката? Да, после концертот ми приоѓаа многу луѓе, ми честитаа, беа многу воодушевени од моето свирење, но покрај македонската публика имаше многу публика од странство, кои исто така ми честитаја. На тој концерт, кој беше наменет за донирање на средства за музичкото училиште, таму имав чест да отсвирам покрај големите музичари Ана и Олег Контраденко. И овај самит навистина донира голема сума на пари кои помогна за купување на инструменти во училиштето, така. Да. Значи тоа беше и дел и ваша некоја улога, така, успехот кој што го постигнувате и залагањето, она што го покажувате преку трудот на вашите наставници и професори. Да. Си свирел и пред унгарскиот музичар, големиот виолинист Роби Лакатош, како дојде до средбата со овој светски познат музичар, гостин на фестивалот Охридско лето? Јас бев на неговиот концерт, внимателно го следев неговото свирење, па кога дојде крајот, отидов во гардеробата со цел да се фотографирам. Се фотографирав, но кога му кажав дека јас свирам на виолина, веднаш како гест ми ја даде неговата виолина, која што беше со рубин. Мене ми означуваше огромна чест да свирам на таква скапа виолина, а посебно пред голем музичар, како што е музичарот Роби Лакатош. Кога му отсвирав, тој се воодушеви и ми честита, а другиот ден тоа го имаше и по медиумите. Каже дека те имаш и на неговиот Facebook профил, така? Да. Има, значи, можност да слушнат надалеку за музичарите, за Даниел Мојсовски. Да. Даниел, имаш ли сон да имаш можеби еден ден таква виолина како Роби Лакатош? Да, имам многу голем сон да имам таква виолина, бидејќи со подобар инструмент нормално дека ќе дојдеме до поголем успех. Колку што е важен и трудот, важен е и инструментот, бидејќи без добар инструмент немаме голем успех. Но сега не сум во можност со тоа, бидејќи постојано растам и виолините се менуваат и треба на секоја година нова виолина. Но со труд и работа соништата се остваруваат, стануваат реалност. Да. И веројатно со твоето залагање ќе имаш и ти еден ден таква виолина. Ги посетуваш ли музичките концерти на фестивалот Охридско лето? Значи ние овде Охриѓани имаме можност да проследиме гостување на познати музичари, дали те интересира тоа? Дали со кого се си слушал? Можеби имаш и некоја фотографија? Да. Јас многу често ги посетувам настаните на Охридско лето. Ова година бев скоро на сите настани. Исто така, минатите години бев на настапот на познатиот виолинист Стефан Миленковиќ. Ова година бев на, како што спомнавме, Роби Лакатош, на Бонд и на многу други. Имам огромно задоволство да ги посетувам нив и навистина уживам во нивните изведби. Во јуни повторно, како што рековме пред малку, ќе гостуваш во Рим. Со која композиција ја подготвуваш и кој повторно ќе те придружува на ова патување? Во моментов подготвувам концерт Вивалди летото, но не е сигурно дека ќе се свири баш тоа. Во јуни ќе патувам пак со моето семејство, со наставничката Елица, со директорката Нина, како и наставничката Емилија Маринова. Значи нема трема, теренот ти е познат, така, да. Таму си во театарот слушна, така да нема да има проблеми.
Кои се, Даниел, твоите идни планови поврзани со музиката? Па, моите идни планови со музиката најпрво е да завршам основно музичко училиште, па потоа сигурно ќе продолжам со музиката. Многу би имал желба да учам средно училиште музичко во странство, надвор нашава држава, но за тоа има време. Значи, има уште многу труд, уште многу вежбање, гостување, така? Да. Јас од срце, Даниел, ти посакувам многу успешна кариера, реализирање на твоите соништа и планови и еден ден да одекне во светот едно врвно виоленско музичко име на Даниел Мојсовски. Благодарам. Ти благодарам и за твоето учество во емисијата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание. Благодарам за вашето внимание. Довидување.